Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на отвореното спортско студио на телевизија Нова. Вечерова ќе збориме за автомобилизмот, поточно нашиот гостин е Игор Стефановски Иџа, нашиот најдобар автомобилист, двократен европски шампион на ридски патеки и изминатава сезона учесник во ЕТЦЦ шампионатот на ФИА. Иџа, добро вечер. Добро вечер. Ќе почнеме со најновото, односно со оваа сезона во ЕТЦЦ шампионатот. Нов предизвик за тебе, претпоставувам беше една голема промена од оние ридски патеки каде доминираше 2 сезони. Претпоставувам самото тој адреналин си бараше нешто ново, некој нов предизвик. Еве генерално како ќе оцениш сезоната? Токму така, после оние 2 последователни европски титули на ридскиот шампионат, едноставно да направиме промена во еден шампионат кој што долго години сакав да влезам во него, меѓутоа финансиите беа причина што едноставно не можевме да влеземе, иако ја добив поканата од ФИА да учествувам токму во тој шампионат уште минатата сезона. Меѓутоа еве оваа сезона конечно добивме можноста, влеговме во тој шампионат. Иако почетоците не беа онака како што очекувавме, бидејќи сепак настапував со едно возило кое што не беше конкурентно на оние доволно конкурентно во однос на моите конкуренти. Возев возило со една стара спецификација, иако требаше по договорот со словеничкиот тим Лема да го добијам она возило после втората трка. Сепак не се случи, дојдоа доста пехови, доста трки кои што ги пропуштивме ради тие некои удари, меѓутоа оваа последна трка во Имола и како ни даде еден мотив плюс да одиме напред во овој шампионат. Да, Имола беше некако би рекол, може нема да кажам пресвртница во таа сезона, бидејќи беше последна трка, но ти даде надеж за следната сезона, претпоставувам. И како, верувајте, не само мене, туку и на сите оние луѓе кои што се покрај мене, мојот тим, кој што едноставно сме сите фокусирани на тој шампионат, на моите настапи. Направивме една добра одлука, последната трка во Имола одлучивме да настапуваме со сосема различен тим, со едно возило кое што може да парира на оние од конкурентите, кои што го имаат идентично возило како нашето. Едноставно докажав дека она што го имам стекнато сите овие минати години на тркачките патеки и како го знам и умеам да го докажам кога имам еден добар автомобил, добар тим позади мене. Направивме исклучителна добра победа, победа која што е, морам да кажам, уште поголема бидејќи токму на таа трка се одлучуваше шампионот во ЕТЦЦ шампионатот. Сите конкуренти беа спремни максимално, дојдели со поддршка од фабричките тимови, така да едноставно победата е уште позначајна бидејќи ги победивме каде што е најтешко и каде што беа најспремни. Ќе се навратиме на Имола малце подоцна. Прво ќе те прашам дали имаше сомнеш кај тебе по тие лоши трки на почетокот, слаби пласмани, незавршување на трки, не учествуваше на сите трки. Се појавили сомнеш кај тебе, сомнеш во себе, дали си доволно добар да се надпреваруваш во оваа конкуренција? И како, значи после сите оние трки, верувајте, имаше и добри моменти каде што имавме добри резултати на тие квалификации, на тренинзи, меѓутоа кога ќе дојдеше време на трка, едноставно автомобилот не можеше да држи чекор со оние останати конкуренти. Дојде период каде што едноставно сумњав и самиот во себе дали сум спремен за овој шампионат, дали сум спремен да се борам со овие конкуренти, можеби не сум, можеби онаа дисциплина каде што бев претходно е мојата дисциплина која што ми лежи. Верувајте, дојдов до момент каде што едноставно сакав и да се откажам од трките од овој шампионат, но иако имав доста разговори со газдата на тимот на кој што настапува претходно, словеничкиот тим, кој што тврдеше дека ова е дисциплина каде што е многу потешка од од ридските трки, каде едноставно дека треба да се прилагодам, дека моите грешки се она за тоа што едноставно што се случува. А не е до возилото. Да, дека не е до возилото, они си го бранеа нивниот тим. Едноставно, пак ќе кажам, благодарение на луѓето што се околу мене, одлучивме за оваа трка да смениме тим, иако не е десено во шампионатот некој на пола сезона да премине во друг тим. Дури поради тоа имавме некои санкции кои што ми беа, ајде да кажам, бев скратен на трката со некои помалце гуми да настапувам.
Така да направивме една добра одлука и едноставно се покажа дека квалитетите што ги имам како автомобилист, како надпреварувач, кога имам добар автомобил и како може да парираме на тие добри тимови. Да, покрај механичкиот дел од автомобилизмот, потребно е и самодовербата да биде на високо ниво, а забележав дека кај тебе уште во петокот на првите тренинзи на Имола се забележуваше еден друг идже, дека самодовербата, некако духот и оптимизмот ти се врати. Едноставно по првите извозени кругови со новиот автомобил знаев дека е токму тоа што ми треба. Знаев дека со овој автомобил можам да парирам и да направам добри резултати, со што го направивме. Вие бевте директни сведоци на сето тоа. На тренинзите во петокот дури направив и рекорд на патеката, кој што не е поставен досега воопшто во такво едно надпреварување, со што ми даде мотив дека може да се бориме за добар пласман. Иако не очекував дека ќе освоим прво место, искрено кажано, покрај оние сите малери и сите разочарувања што беа оваа сезона, верувајте ми, се врати самодовербата и едноставно бев убеден дека ќе имаме добар пласман, но првото место дојде како круна на сета оваа мака. Може ли да кажеме дека идже е најдобар кога работите не се баш најдобри? Па би можело да се каже. Некогаш не се најдобри, меѓутоа едноставно верувајте, ова е првенство каде што настапуваат најдобрите. Тука импровизации нема. Јас тоа го осетив со тимот со кој настапував претходно. За разлика од тоа, новиот тим, новите луѓе се доста пофокусирани кон работата во трките, така да секој си ја знае својата работа, а јас како автомобилист, како возач кој што го управува тој автомобил, верувајте, ја имав онаа самодоверба, ја имав довербата од тимот за да можам да постигнам добри резултати при тие големи брзини да бидете фокусирани само на возењето. Да. Ќе се вратиме пред победата на Имола, значи саботата, квалификациите, идже беше четврти во квалификациите. Ти не беше лично задоволен, но тимот беше пресреќен. Lane Racing механичарите зборував со нив, рекоа дека времето е сосема солидно, дека доснаше многу малку зад конкурентите, но твојата амбиција беше малку поинаква. Беа задоволни пред се, бидејќи они се тим кои што долго време учествуваат на тие надпреварувања, имаат доста искуство, меѓутоа немаат добри резултати. Едноставно потрошиле огромен буџет на средства. Нивната најдобар пласман оваа сезона е третото место на трката во Словачка, но поради тоа што ги дисквалификуваа првите двајца. Така да потрошите големи средства, да немате пиедестал на тие надпреварувања, верувајте, они беа едноставно воодушевени од онаја како се вклопив за толку краток период во возилото и со самиот тим. Ја лично не бев задоволен на квалификациите, бидејќи во петокот кога возевме направивме одлични времења. Во петокот вечер беше донесена одлука да се кренат автомобилите од Seat, марката Seat, кои што ги управуваат сите надпреварувачи, така да перформансите ни беа скратени, бидејќи сепак се работеше за одлучување на титулата. Верувајте, и таму има некои политики кои што ги одлучуваат тие работи, така да едноставно бев поспор за разлика од петочните тренинзи и тоа ми беше ми влија некоја нервоза во самиот мене, меѓутоа после сите оние снимки што ги прегледав како течеле саботните квалификации, знаев дека ќе имаме добар пласман во неделата и дека сите оние грешки што ги направив на квалификациите беа грешки мои, кои што мислам дека доколку ги елиминирав ќе имав можеби пол позиција во саботата. Можеби и само лекција за тебе за натрката да видат. Значи, многу беше мал, краток периодот да го направиме потребниот сетап кој што ми е потребен мене за да сите тие механичари го прилагодат возилото по мојот стил на возење. Како што кажав, бев хендикепиран со 4 гуми помалце нови во однос на моите конкуренти, бидејќи премина во друг тим, такви се правилата на ИТЦЦ шампионатот. Едноставно бевме приморани да извозам многу помалце број на кругови на квалификациите, за разлика од моите конкуренти, за да ги сочуваме гумите за неделната трка. Едноставно така одлучи тимот и мислам дека направивме добра проценка како што треба. Оваа трка во Имола беше интересна за тоа што одлучуваше за шампионската титула. Споменавме дека има некакви игри помеѓу Seat, Honda, затоа имаше и некои, како што кажа и ти, други спецификации за возилата на Seat.
Може би возачите, останатите твои конкуренти возачите не беа подготвени за еден твој таков настап. Имаш ли такво чувство веднаш по трката? Имав и такако чувство дека едноставно не им беше мило што токму ја бев меѓу првите уште во саботните тренинзи, уште во петочните тренинзи. Едноставно луѓето кои што се надпреварува моите конкуренти беа навикнати дека јас ќе бидам во позадината, Да, но како што докажавме дека со еден добар автомобил, како што го имаат и самите мои конкуренти, може да им парираме доста добро. Едноставно беа збунети, доаѓа во боксот да видат што се дешава, како го прилагодуваат автомобилот. Така да мислам дека им покажавме една добра, ајде да кажам, лекција тие денови, така да не знам, ќе видиме како ќе биде понатаму. Моментот на трката стартуваше од четвртата позиција на првата трка. Во Имола веднаш уште на стартот нападна, значи мислам дека фокусот твој беше стрикно првото место, предпоставувам не беше дојден на таа трка само да извозиш и да помине тој шампионат, туку мислам дека уште на стартот се види дека сакаш да победиш на оваа трка. Имала беше трка така што едноставно сакав да дадам она што го знам и едноставно отидов на таа трка без никакви калкулации. Верувајте, пласманот не ми беше толку битен колку што ми беше да ми се врати самодовербата и да завршам една трка онака како што знам. Меѓутоа уште на самиот старт, како што кажа, го поминав главниот конкурент кој што се бореше за титулата, Петар Фулин, кој едноставно не знам по која причина и не нападна во тој момент, меѓутоа после тие кругови влегов во еден добар ритам на возење и едноставно дури оној што беше пред мене, Крис Ричард, исто кој што се бореше за титулата, беше во ситуација да не може да ги издржи моите притисоци, едноставно. Да, еден негов кикс на лошо фатен свиок ти го искористи веднаш. Во петиот круг. Да, уште со самото она кога ги помина во петиот круг, претпоставам, или шестиот, не знам кога беше, верувајте, од тој круг разликата која што направив од круг во круг беше и текако голема, да ги оставите оние главни конкуренти кои што позади нив стојат фабрички, имаат фабричка поддршка од нивните тимови, толку секунди да завршите на таа една трка со 5 секунди, 6 секунди да ги оставите главните конкуренти. Само 11 круга. Да, верувајте, и текако добина големо изненадување и од главните инженери и луѓе што беа дојдени и од Honda и од Seat Sport. Така да едноставно после трката добивме честитки од нив и едноставно беа чудоневидени како може да се парира од еден приватен тим на едни такви гиганти. Може би механичарите, тимовите честита, но возачите, твоите конкуренти не беа пресрекни. И на пресконференцијата Питер Фулин беше најмногу луд. Мислам дека не се ни поздравивте со него. Тоа е нивна, не знам како да кажам, ајде може мана да кажам, не знам, бидејќи сепак како спортист и кога се губи и кога се победува треба да бидете коректен према конкурентите, да ги почитувате. Едноставно можам да го разбирам бидејќи изгуби титулата за само еден бод, може би да не бев ја тој што ќе победеше таму, он веќе ќе беше шампион, верувајте, не им беше драго, посебно поради тоа што единствениот кој што можеше Seat и кој што доминираше таму на првата трка бев токму јас, позади мене беа двете Хонди, па тек Петер Фулин кој што заврши на четвртата позиција, иако имаше, како што кажав, главната поддршка од фабричките тимови на Seat Sport, инженерите кои што се фабрички инженери во Seat Sport дојдени специјално за него за да победи на таа трка, тоа не му се оствари. Се надевам дека до година ќе имаме уште доста дуели, па ќе ги разјасниме и тие работи, кој е побрз на тие патеки и кој е поспор. Освен Ричард, шампионот, тој делуваше малку најпријателски настроен и кон тебе и некако кон другите возачи. Се сеќавам и пред квалификациите дојде да ти посака среќа. Ако не се лажем и во неделата исто тука беше блиску до твојот бокс, секако некако и направи чест на Македонија, го држеше македонското знаме на подиумот кога ти го прими пехарот. Некако само тој делуваше пријателски настроен. А може би бидејќи ја освои титулата. Верувајте, таму се едноставно помеѓу тие возачи нема пријателство. И текако е, не да кажам голем бизнис, него престиж да се победи во тоа првенство. Верувајте,
дека сето она што се дешава таму е само пред камерите. Секој сака да ве победи, секој дава максимум, се вложуваат многу средства, финансиски средства, стојат позади нив едни тимови кои што даваат многу напор, многу луѓе се дојдени за токму тие да победат таму. Иако она честитање, верувам дека е искрено, меѓутоа не Да е не она беше од европската срце. титула, можеби не може да биде така. Дефинитивно. Имола беше трка за тебе со измешани емоции, така ќе кажам, бидејќи првата трка победи, беше доминантен, но втората трка не помина така среќно за тебе. Почувствува еден друг дел од автомобилизмот, еден опасен дел од овој спорт. Еве, малку импресии од тој момент, верувам дека сакаш што побрзо да го заборавиш, но сигурно си знаеш дека и тоа е дел од ова надпреварување. Апсолутно, тоа се случува кога се бавите со тој спорт. Сите знаеме какви се последиците во автоспортот. Ова е тешко првенство, бидејќи пред све имате две трки кои што се возат една по друга. Паузата меѓу нив е 15 минути, малце време за да се стабилизирате и да се фокусирате на наредната трка. Едноставно во втората трка сакав да бидам попредпазлив пред се да ја завршам, меѓутоа како што кажав, мислам дека човекот што ме удри, што ми стурка од патеката изигра една значајна улога за добивањето на шампионот во таа категорија, во тоа првенство. Мислам дека беше една тактичка игра, бидејќи покажавме дека можеме да им ги измешаме математиките меѓу нив, така да мое мислење е тоа, но сепак секако тој автомобилист ќе добие казни и санкции после трката и како верувам дека има добиено, бидејќи сепак тој удар на 210 км на час може да биде кобен не само за мене, и за сите учесници во трката. Да, тие математики може да бидат кобни. Да, меѓутоа како што кажав, многу е полесно кога имате во тимот уште тројца возачи кои што може да ви помогнат во освојување на титулата. Ние сме сами таму и нема едноставно кој да не брани, така да тие случаи се дешаваат, тоа го гледаме и во Формула 1, го гледаме во сите првенства. Едноставно е дел од овој спорт. Се чувствуваш ли сега поискусен од како го доживеа тој излетување, тој удар? Поискусен не, меѓутоа Подготвен да, за следните предизвици. Секако, секој километар поминат на тие тркачки патеки ви дава некој искуство и ви се врежува во главата што и како да правите понатаму. Сега доколку ве возе листата трка, знам како да постапам. Едноставно не смеете да бидете мек во тие трки, не смеете да им дозволите ни милиметар простор да може да ве загрозат. Може би требаше да бидам малце и јас поагресивен втората трка. Но, како што кажав, ќе оставиме све тоа да биде едно школо за наредната сезона. Оваа победа, ова прво место ми даде мотив, ми ја врати самодовербата во мене, ми даде надеж дека можам да се борам и со најдобрите, така да тоа скалило ќе оставиме за наредната година. Колку се значајни победите на едни вакви легендарни трки како Имола, ЕТЦ шампионатот има легендарни патеки на кои се вози, колку и тоа само од себе е предизвик и некаков мотив за тебе? Да возите на патеки каде што возеле најголемите имиња во автоспортот, во Формула 1, верувате, чувството е големо. Имола е трка каде што сите со кои што разговарав, што веќе возеле таа патека, кажуваа дека едно од најтехничките патеки и најтешката за возење. Дури и оние кои што се најспремни со автомобили не може да доминираат, бидејќи сепак е доста техничка и треба една голема концентрација да ги издржите сите тие кругови на едно добро ниво. Ме радува што токму победив таму, ме радува што за прв пат македонската химна се интонираше токму во Имола, ме радува што победив на една патека каде што едно од најголемите тркачки срца згасна токму таму. За жал, морничаво е чувството кое ќе возите покрај баш тој свиок тамбурело. Имате чувство како ете, ќе го кажам, сена ве наблюдува во секој свиок, како да ве гледа. Од една страна љубаво чувство дека се натпреварувате, од друга страна едно морничаво чувство дека токму таму има загинато еден од најголемите и најуспешните автомобилисти во историјата на автоспортот. Да, тука и неговиот споменик веднаш во близина на тој свиок.
и свртане секогаш кон патеката и има некој момент со Ајртон Сена некако секогаш кога ќе се спомене Имола ве потсетува на Ајртон Сена, а не дека патеката се вика всушност Енцо Ендино Ферари, дека е именувана по легендарните основачи на Ферари. Имола заврши, сезоната во ЕТЦЦ заврши, иđе сега е фокусиран, предпоставувам, на идната сезона. Покрај сите оние настани што ги правиме мимо трките, како што е караванот за безбедност на патиштата, кој што едноставно сакавме да им покажеме на младите како треба да се чувствува секој спортист, дека треба да биде одговорна личност, покрај оние хуманитарни дела како крводарителна акција, конечно и заврши оваа сезона. Сакаме да направиме уште некој настан што ќе биде од таков вид кај нас, да ја кренеме свеста на сите спортисти, на сите луѓе. Нормално, јас и мојот тим веќе сме во подготовки, во разговори со спонзорите, да видиме дали ќе може да собереме доволно финансии да отидеме на ова првенство онака како што треба. Последната трка ни даде до знаење дека за ова првенство ни е потребен добар тим, добар автомобил, сето тоа кошта многу пари. Меѓутоа се надевам дека нашите компании, сите оние кои му поддржуваат досега, благодарение на нив, јас веќе учествувам во тие надпревари, но сепак се надевам дека сите оние ќе предпознаат, ајде да кажам, промоцијата на сите тие трки, маркетингот што го носи сите тие викенди кога се одржуваат трките, така да ќе собереме доволно финансии. Јас сум оптимист дека наредната сезона и како ќе имаме доста добри трки, се почесто ќе се качуваме на тие пиедестали и на тие подиуми. Може да очекуваме Стефановски рейсинг тим во ЕТЦЦ? Свој би сакал, тоа ќе биде најголемата моја желба, бидејќи сепак во ова првенство од наредната година покрај бодувањето како индивидуалист борење за титулата, ќе има и бодови за националните шампиони, националните тимови, така да доколку оствариме можност, ја би сакал да одиме со еден македонски тим, да ја представиме онака како што треба нашата држава и да ги израдуваме сите македонци во оваа земја. ЕТЦЦ шампионатот е некако подготовка за ВТЦЦ шампионатот, светскиот шампионат, што е далеку попрестижен, каде што се огромни буџетите, фабричките тимови вложуваат многу пари, и Сеат, Хонда и останатите. Се гледа ли иđе еден ден во овој шампионат? Тешко прашање. Иако желбата ми е да направам нешто што досега го нема направено некој, да освои третата европска титула, после оние две освоени на брдскиот шампионат, да доминирам и на овој шампионат. Во неколку наврати кажав дека нема да се откажам од ЕТЦ шампионатот дека не освојам титулата. Би сакал да биде така, би сакал да го направам тоа, но желбата е секогаш да се оди чекор погоре. Чекор погоре од овој шампионат сега каде што настапуваме светскиот шампионат, бидејќи во Европа, во европските рамки, ова е најголемиот и најтешкиот шампионат во кој што настапуваме. Светскиот шампионат е нешто посебно. Меѓутоа ме радува што токму 4 трки оваа сезона извозевме заедно со светскиот шампионат. Наредната сезона се надевам дека ќе бидеме заедно за уште неколку трки, па сепак ќе може некој од тие тимови, тие менаџери и стручњаци што се таму да препозна еден квалитет и зошто да не. Мислам дека она што го стекнавме сите овие години, сите оние победи, сите оние титули ни дава за право дека може да се бориме и со тие најдобри светски автомобилисти. Рече дека сакаш да одиш во ВТЦЦ, но само под услов да имаш титула од ЕТЦЦ. Ако дојде понуда од фабрички тим, а си без титула во ЕТЦЦ? Не знам што да кажам, желбата е таа, меѓутоа хипотетички нормално зборим. Дефинитивно, ако дојде таква шанса, тоа не би го пропушил за ништо на светот. Трките се мојот живот, трките се она за што знам и умеам. Верувајте, тоа ме одржува во живот и ми дава мотив за све она што го правам во иднина, така да секоја покана што би дошла за еден поголем ранг би ја прифатил без размислување. Да, велиш дека тркањето ти е животот, но претходно спомена и многу хуманитарни дела, многу акции кои ги организираш како општествен свестен граѓанин.
тој карван за безбедност во возењето беше доста успешен. Можев да забележам дека во градовите надвор од Скопје, во тие помалите градови имаше многу интерес на тие твои говори. Во Прилеп се сеќавам полна сала и во некои други места во Охрид исто така, ако добро се сеќавам, исто така беше полна салата билјанини извори. Како мина цел тој карван, дали има некаков фидбек, некаков ефект, дали се почувствува? Ме радува токму што сите тие млади личности кои што беа таму и те како го слуша говорот што го одржавме јас и моите гости кои беа дел од тоа. Нашето мото беше една жртва помалку на улиците. Верувајте, бевме сведоци ова изминатите години колку многу жртви има на патиштата на сообраќајот. Така да мислам дека пред се како еден автомобилист кој што вози, најде да кажам, под наводници брзо, меѓутоа брзо онаму каде што стварно треба да се докажам, тоа се тркачките патеки, треба да им објасниме на младите кои што влегуваат во тие води сега во автомобилите, дека сепак треба да бидат внимателни, дека оние што имаат желба за брзо возење мора тоа да го направат на тркачки патеки, со еден тркачки автомобил да бидат пред се и они обезбедени и безбедни луѓето околу нив. Сообраќајот каде што се движиме сите, мислам дека место каде што мора да ги почитуваме тие правила, без разлика дали сме како пешак, како човек кој проавува со автомобилот или како со некој точак или со велосипед или со било што, мора да сме внимателни и сите заеднички да направиме нешто што би биле едноставно дел од тоа секојдневие каде што би го направиле со помалце жртви во тој дел. Да, во последно време се појавува доста тој проблем, еве ќе кажам конкретно за низ скопските улици се организираат некои улични трки, некогаш се санкционираат, некогаш не се санкционираат. Колку и тоа представува проблем, верувам дека ги осудуваш тие. Голем противник сум пред се. Ќе кажам, јас како спортист сум научен да го докажувам и покажувам она што умеам токму на моите терени. Мојот терен е тркачката патека, да. Што би било да боксерите почнат да тепаат луѓе по улица, да се докажуваат онаму каде што не има местото, да. Пак апелирам, нема млад човек кој што не ја сака брзината, барем на тие години кога влегува кога се запозна со автомобилот, но сепак мало невнимание може да дојде до несакани действија и едноставно да си го загорчат пред се нивниот живот и животот на сите други. Апелирам уште еднаш до сите влюбеници во автомобилизмот, тука сум за совет на оние што им треба. Тука е мојата академија, тркачка академија, која што може да им помогне на сите влюбеници во брзото возење, за изучување на сите оние вештини кои се потребни да се совладаат во тие некои ситуации кога е најпотребно, така да секогаш ќе бидам јас и мојот тим дел од она што се вика поборници за безбедноста во сообраќајот. Може ли да подпомогне во оваа ситуација доколку во Македонија повторно се вратат автомототрките на водно низ Скопје и низ други градови? Порано имавме македонски шампионат, сега има доста проблеми тука во автомобилистичката федерација. Може ли тоа да помогне доколку ако се вратат тие трки, повеќето млади луѓе да се фокусираат на тоа спортско тркање, а не на улично? Така, во разговори сме со Федерацијата, Македонската автомобилистичка федерација, да од наредната сезона почне и македонскиот шампионат, што го кажуваме, националниот шампионат. Имаме доста деца кои што сакаат да се вклучат во автомобилизмот, има и нови луѓе кои што сакаат да се вклучат. Се надевам дека со ова што го покажав јас како автомобилист, дека можеме да бидеме нација која што може да доминира и во тие првенства каде што немаме доваш. Не сме имале историја, не сме имале историја, немаме тркачка патека, едноставно луѓето од надвор се чудат како може човек кој што нема тркачка патека, кој што нема каде да тренира, кој што нема каде да ги проба неговите можности, да доминира така на тие европски тркачки патеки. Тука сум за све она што треба да го направам во автоспортот. Се надевам дека оваа сезона, при крајот на оваа сезона ќе донесеме и добри планови, ќе направиме добри планови да наредната сезона почнеме со еден добар квалитетен шампионат, почнувајќи од картинг кој што е основата за автотрките, така да и во националниот шампионат да се вклучат сите оние љубители на трките во
онаму каде што треба, токму на тркачките пати. Да, ги видовме на Имола Формула 3 каде што се надпреваруваат буквално деца, тинејџери, 13-14 години се надпреваруваат во Формула 3. Можеби и Тоа е во Македонија би било поинаку доколку има картинг шампионат, тие млади Секако. лица да се учат и брзо да трка на патеките, а да бидат одговорни возачи на улиците. Секако, тоа ни е идејата, тоа е и целта и се надевам дека ќе го остварим. Доколку има македонски шампионат, Иџа ќе се надпреварували? Мислам дека јас со трките во македонскиот шампионат завршив, целта е освојување кон светските титули, кон европските титули, така да Барем не една трка како специјален гост? дефинитивно би учествувал и со голема желба би се појавил на тие надпреварувања, меѓутоа чисто онака како да бидам една поддршка за сите оние млади личности и луѓе кои што сакаат да се бават со спортот. Меѓутоа ќе бидам секогаш дел од она да направиме што подобра автомобилистичка федерација, да направиме што повеќе трки, да ги насочиме младите кон спорт. Се надевам дека во Македонија има доста љубители во автомобилизмот кои што едноставно сакаат да се вклучат во овие трки, а јас ќе бидам секогаш тука со моите ајде да кажам искуства, да им помогнам и да ги насочам онаму каде што треба. Да, има доста заинтересираност за автомотоспортот, бидејќи забележувам на социјалните мрежи има доста македонци што се надпреваруваат во некои странски шампионати, некои купови трки во Србија, во Грција одат доста. Забележувам дека има интерес, дека има и некои тимови, значи македонци сами што инвестираат, што се тркаат, верувам дека би имали успешен домашен шампионат. Се надевам, доколку поставиме еден добар квалитетен календар кој што би го се знаел пред време, пред сезоната, се надевам дека ќе се вклучат доста автомобилисти, дека ќе имаме еден одличен шампионат и една солидна бројка да можеме да почнеме да оставиме автомобилизмот на едни здрави нозе. Споминавме претходно дека организираше доста хуманитарни акции во текот на оваа година. Крводарителската е тука, ова акција за безбедност на патиштата. Планирали Игор Стефановски Иџе уште нешто до крајот на годинава и за следната сезона? Претпоставувам дека имаш доста работиш и на тоа поле надвор од тркачките патеки. Морам да се заблагодарам на луѓето што стојат позади мене. Мојот тим кој што е доста ангажиран во односот на тој дел, тој сегмент од мојата кариера, ајде да кажам, што токму се ангажираа да направиме што повеќе хуманитарни дела во нашата држава и да ги насочиме младите како да имаат една, не знам, ајде како да гледаат во иднина. Кон животот и основна Секако. култура реално. Се надевам дека до крајот на годината ќе направиме уште неколку интересни, не се хуманитарни дела, меѓутоа дела кои што ќе бидат добро препознаени во македонската јавност. Не би сакал да кажувам сега, но сепак вие како медиум ќе бидете информирани и ќе видите за што станува збор. Едно убаво дело кое што ќе ги израдува сите. Игор, ќе ти се заблагодарам тука за гостувањето во телевизија Нова и во ова отворено спортско студио. Ти посакувам многу среќа за 2017 година. Се надевам дека во ЕТЦ шампионатот ќе доминираш како и на европските ридски трки, дека ние како медиум ќе те следиме на секоја патека и дека ќе известуваме за многу подиуми, многу победи, многу пати македонската химна ќе се слави, ќе се слуша на подиумот. Ви благодарам и вам, председец, за она што бевте дел во Имола, што дојдовте изминавте толку километри да бидете заедно со мене таму, да ми дадете поттик и не знам како може една самодоверба да ми помогнете кон тоа за да озорно што го направивме, што освоивме првото место. Јас ќе се трудам, ќе давам све од себе во иднина да израдувам македонската јавност, македонците со уште подобри пласмани, па ќе видиме како ќе биде во 2017. Секако, после Имола ја имаш поддршката од македонската нација и тоа во неизмерни количини. Тоа се виде по нивната радост и по реакциите на социјалните мрежи. Уште еднаш ти благодарам и се гледаме во друга прилика. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, ние продолжуваме понатаму со спортското студио, со останатите содржини.
Почитувани гледачи, продолжуваме со отвореното спортско студио. Сега во вториот дел ќе имаме малку поинаква тема, ќе зборуваме за спортот, науката и медицината во спортот. Вечерва имам двајца гости со мене. Тука е доктор Назим Куртовиќ, председател на Комисијата за спорт и наука при Македонскиот олимписки комитет, и професорот доктор Јован Јовановски. Добро вечер на двајцата. Добро вечер. На 22 октомври ќе се одржи еден интересен семинар кој ќе биде под покровителство на Македонскиот олимписки комитет. Ќе се зборува за генетиката во спортот, колку таа може да помогне за развојот на младите спортисти и за спортот воопшто. Еве каква ќе биде агендата на овој интересен семинар, кој се ќе предава и за што ќе стане збор? Јас би му дал предност на председателот на комисијата, господинот Назим Куртовиќ, па он ќе не воведе во проблемот. Волев. Еве јас ќе го мојот почитуван професор ќе го послушам, ќе кажам дека ова е една од идеите на Комисијата за наука и спорт, тоест под покровителство на Македонскиот олимписки комитет, дека треба да комисијата е формирана пред година и пол и идејата нејзина е таа да направиме линк помеѓу спортот и науката, бидејќи знаеме во самиот спорт имаме луѓе секакви кои што се инволвирани во тренажниот процес, а имаме толку многу ресурси околу и би било згодно да сето тоа се направи една убава синергија меѓу нив и да ги искористиме сите тие ресурси, да можеме да направиме еден чекор напред во спортот. И минатата година имавме една таква активност, имавме двајца јапонци кои што не испрезентира карате како олимписки спорт и фала Богу тоа беше добар чекор бидејќи стварно стана олимписки спорт. Се собраа сите спортисти од Македонија што се вклучени во каратето и тоа беше еден убав хепенинг. И еве сега овој втор чекор каде што имаме повикано двајца професори доктори од Турција кои што ќе зборат на тема генетика и имаме повикано исто двајца професионалци од Хрватска кои што ќе зборат за други теми за енергетика во спортот. И управо тоа ќе биде еден од чекорите кој што ќе треба да повлече нови чекори, да направиме и тематски конференции, да направиме нови предавања со сето она што го има во Македонија на располагање од сите аспекти, бидејќи знаеме дека спортот може да функционира само со помош на помошните науки кои што ќе му помогнат да спортот стане уште понапреден во нашата држава. Да, професионалниот спорт секако си пара голема наука. Тоа е пример од странските земји кои инвестираат сериозни суми на пари во своји приватни лаборатории, своји приватни професори, академици, научници и така натаму. На овој семинар ќе присуствуваат тренери, спортисти, спортските федерации, клубови. Колку мислите дека ќе биде прифатено овој семинар, ова предавање и колку македонските спортски работници, значи во глобала македонскиот спорт ќе прифати нови методи, да примени наука во спортот, клубовите пред се да применат научни методи? Па ќе кажам, бидејќи јас мојот матичен спорт е карате и долго време бевме инволвирани во стручниот совет на Карате Федерацијата на Македонија и направивме еден ваков чекор каде што ја инволвиравме науката во спортот и еве гледате каратето веќе е систематизирано и веќе дава резултати. Значи не се работи веќе ништо случајно, туку се користат она што знаеме окей, она што не знаеме ќе прашаме, она што нема да го добиеме, таму ќе побараме некоја помош од надвор. Значи важно да работиме нешто што се вика со знаење, да не работиме со експерименти па дали ќе биде или нема да биде. Така и во овој случај не е да Македонски олимписки комитет не сака да му наметне некого да биде тоа наука или да биде се мора на тој принцип да работи, но едноставно да отвориме една еден нов хоризонт како би требало да се размислува ако сакаме да имаме резултати. Самата активност е поврзана со факултетот за физичка култура. Јас постаро го кажам, се по ново име. Ќе биде во нивните простори одржано, они се поканети нормално целата таа фела од таму да присуствува, а поканите се сите федерации и сите матични клубови од сите спортови во Македонија, како и други институции кои што се врзани за спортот. И лично мислам дека ќе биде полно. Јас сметам дека и преку нашите моабити што ги имаме приватни и лични вака, дека луѓето се заинтересирани дека ќе дојдат и дека ова би требало да биде еден
иницијален чекор да почнеме малце да размислуваме во тој правец. Може да кажеме дека македонскиот спорт е отворен кон тие нови хоризонти, како што споменавте, дека треба да напредува и дека сака да напредува. Па мислам дека да, кога беше бивша Југославија, нашите спортисти значеа многу во рамките на бившите југословенски републики, тоест во рамките на таа држава. Сега гледаме дека имаме извонредни поединци во сите спортови, но сето тоа треба да биде изорганизирано, треба да има некаква синергија, треба да има некаква агенда по која што би се движило за да тоа навистина почне да прави резултати. И сигурно дека е отворен македонскиот спорт, само нормално би требало некој да го да му го што се понуди вика сето. фрлио на јадицата за да тоа се направи. Професор Јовановски, вие долго време работите во спортот, сте едуцирале многу тренери, спортисти. Колку македонските и тренери и спортисти ги прифаќаат овие нови методи на работа и колку сакаат да работат, да се унапредуваат самите себе и нормално со тоа следствено и спортот? Да почнеме од спортистите. Бидејќи современиот спорт пруžа шанса да се сретнете како противници со некои што се технолошки обработени по поинакви методи. Наука, прегледи, знаеме дека например некој да потпише фудбал договор за 2 години, поминуваат детални прегледи во кои му влегуваат во генетика, во моменталниот статус, неговата спремност и така натака. Па од тие причини, бидејќи многу наши спортисти одат надвор како професионалци, дај Боже да можат многумина да го продадат под наводници своето тело и духот, па да заработат пари, што е мал процент. Меѓутоа, огромната маса на луѓе што спортува, има информации што се случува и што е се потребно да се направи за да се постигне успех. Од тие причини, значи, овој простор, спортисти, спортски тренери, федерации, мислам дека се отворени за соработка, особено за поздравување, да кажеме, Фудбалската федерација која организира обука за лиценци. Во претходниот муабет го спомнавме тоа, каде што се работи под терк кој е диктиран под наводници од Европа. Сличното нешто се случува во каратето, се случува во ракометот, се случува во гимнастиката. Значи, за да може да се биде конкурентен, мора овие компоненти да бидат вклопени, односно да се прави напор, науката и се извинувам што придонесува да се оди напред, да се прифаќа. Сигурно, се оно што е добро. Еве конкретно да зборуваме за овој семинар кој ќе се одржи тука на Факултетот за физичка култура. Генетиката и основните и другите елементи кои влијаат на развојот на спортот и на спортистот како индивидуалец. Еве генетиката глобално како влијае на развојот на спортистот? Дали може уште од мали години да по некои испитувања да се покаже, да се докаже дали едно дете ќе биде добро за еден спорт, за друг спорт или дали воопшто ќе може да се развие во вистински професионален спортист? Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, тоа е нашиот Понова. матичен факултет, ќе се одржи семинаров. Прашањево е комплексно и се уште не е до крај разјаснето. Од секој пат се зборувало дека наследството е битен фактор кој влијае за човековата иднина. Независно од тоа дали ќе биде професионален спортист, професионален работник или нешто друго. И изреките во нашиот обичен говор говорат многу за значењето на генетиката. Вика, крушка под крушка паѓа. Каков татко, таков син. Значи, тоа носи длабока порака која сега овоземскава наука моментална успева да извади секвенции кои одат во насока на тоа дека тоа е значајно и влијателно. Па во обидот да се најде решението дали родителите, спортисти, олимпијци, носители на медали, ќе имаат деца олимпијци и носители на медали, зборува меѓу другото како се менаџираат браковите меѓу спортистите. Штефи Граф, Анде Агаси. Не е воопшто случајно. Меѓутоа, тоа не е гаранција дека тие ќе освојуваат медали, бидејќи генетскиот потенцијал е еден фактор во успешноста. Другиот е средината која го поддржува во секоја смисла малото детенце или спортистот и активноста работата. Значи, тие три теории во генетиката стојат.
Значи првото е генетски детерминизам, дека генетиката е најважна, друго не постои. Вториот е срединската категорија, енвиронменталистичка теорија, и третото која ги обединува сите три. И сега ние почнуваме од врвот, од спортистите. Спортистите се веќе скоро готов производ. Тие се изработени претходно, технолошки. Меѓутоа, прашањето е, многу порано треба да се спуштиме надолу, па да видиме таму дали во тој простор кога ние некого ќе го прогласиме под наводници за надарен или талентиран за нешто, за музика, за цртање или за нешто слично, што признава постоење на талент, па талентите ги собира под наводници на музичка академија, на ликовна академија или на факултет за спорт, физичко образование или не знам како. Значи, во тој простор може да се стимулираат тие што навистина се малку поинакви од другите и се надарени, побрзи, имаат подобра координација или нешто слично, повешти, меѓутоа тоа не треба да е спуштено на многу ниска возрастна категорија, 5 години. Вие имате сега клубови кои работат со 5-годишни деца, специализиран тренинг. Одбојка, не знам, тенис и нешто слично, што се сукобува со развојните теории, дека да, човекот треба да спортува, меѓутоа откако неговиот моторички потенцијал ќе созре, а тоа е периодот на помладата училишна возраст, некаде до 11 година. После тоа треба да се брка ова што го викаме ние силно. Има тука врска и сега кона желбата кај самиот индивидуалец дали сака да биде спортист. Може неговите родители, како што ги спомнавме, Андреја Гаси и Штефи Граф, да бидат елитни спортисти, но можеби кај нивниот потомок нема таква желба да стане спортист. Битно е и тоа сега. Јас од моето искуство, што мислам дека не е мало, иако е скромно, сум сведок на страшни промашувања. Инвестиција на родителите од 5-та година во тенис, да кажеме, и сега, дали е воопшто важно некој да биде пионерски првак на Европа, кога не може да доживее спортска зрелост и старост, да заработи пари на 20-25 години. Значи, по мене, а и во литературата пишува дека да, до 11-та година децата треба да си ја развијат моториката до максимум. И може би лесно да се насочуваат во некој спорт, да ја совладаат техниката. Меѓутоа, од нив не треба да се бара да бидат секој пат први. Дарем е важно дека јас сум прв во мојата населба. Воопшто не е важно, треба да бидам прв во Европа. А прв во Европа треба да бидеш кој ќе узрееш. Како ние сега им се восхитуваме на спортскиве легенди, што знам, фудбалери заработуваат толку пари, ама ни еден од нив не е на 11 години. А ние се гордееме со тоа што моето дете ќе биде првак на Македонија во тенис на 9 години и 11 и имаме после тоа прекин. После пубертет со нив нешто се случува, или го напуштаат спортот, или нешто друго ќе ги привлече. Значи, мислам дека тој прерано што ќе вкуси некаква храна, подоцна нема да ја прима. Ќе биде веќе досадно. Да зборуваме конкретно за генетиката во спортот и што ќе се случува на семинарот, какви предавања може да слушнат спортските федерации, спортистите и спортските тренери. Ќе има ли некакви методи кои што ќе им бидат ли презентирани, некакви методи кои ќе им помогнат да утврдат некако? Овој материјал што е тема на семинаров, особено првите две точки, кај што се работи за АЦ гени и ACTN3 гени, не се непознаница во науката и во нашиот круг, и во Македонија. Македонија има капацитети да ги работи овие работи. Меѓутоа, како што кажа мојот колега Назим Куртовиќ, не постои линк и обединувачка компонента која ќе ги искористи капацитетите. Например, генетските истражувања се работат на медицински факултет, се работат на природно-математички факултет, на земјоделски факултет со апаратура и со се, и ваквите постапки може да се реализираат. Ние, по наше скромно искуство, имаме направено истражување за токму за ACTN3, и објавивме труд за тоа. Значи, суштината е во тоа дека имаме капацитети, меѓутоа треба да се направи спојка помеѓу институциите и луѓето што работат на овој план, за да може да реализираат истражувања од генетски тип во насока на користење во спортот. Овде се работи за тоа дека ACTN3 е лоциран некаде, јас колку што знам, во 11-тиот хромозом, и тој ген може да мутира на некој начин, да се видоизмени.
Значи некој човек може да го носи во себе и да е тој изместен од нормалноста и тоа укажува на неговата можност за нешто поинаку од другите. Тие што и немаат мутирано ACTN3 во 11-тиот хромозом како ген, тие се под наводници нормални. Меѓутоа, тие што имаат две мутации, тие се надарени под наводници за издржливост, бидејќи ACTN3 учествува во механизмот на создавање на енергија во мускулите, во скелетните мускули. Па, врз основа на таквата проба, може некој да биде прогласен под наводници дека е предиспониран за силов тренинг или за издржлив тренинг или за брз тренинг. Бидејќи сите овие три работи што ги кажав се поврзани меѓу другото. Мислам, ова не е исклучително и единствено важно, дека ние во нашиот организам сите луѓе, фала Богу, имаат брзи и бавни мускулни влакна кои може да му стојат на располагање на мозокот. Сега, дали повеќе ќе може да ги искористи брзите или бавните, се крие загадката токму во овој ген. Ова функционира многу едноставно и се прави тест, кај нас не го прават, јас колку што знам, салива тест или од плунката се зема само размаз и за 60 секунди добивате резултат токму за ACTN3. Дали вашето дете е условно... Само да ве прекинем, дали тука влие возраста на детето? Не. Нашите гени се тие. Ние можеме и да ги бараме и кај старите, и кај другите, тука си стојат работите така. Значи зборуваме сега за деца од предшколска возраст, кај што им се прави тест, имаат китови или со плунка тест. Мислам дека ова ќе го прикажат предавачите. И врз основа на тоа може да се одреди дека тој тендира кон брзина, тендира кон издржливост или нешто друго. Сега тоа е само една компонента што би можела да направи нешто да биде тој правилно насочен да ја троши својата енергија во просторот на спортот, на рекреацијата или нешто слично. Ваквите тестови се применуваат за сите возрастни категории. Да кажеме предучилишна возраст, млади спортисти, стари, и јас наоѓам за мене, за мојата возраст, таму има порака, бидејќи вашата генска структура во однос на ACTN3 укажува дека сте тип за издржливост, сигурно дека јас би требало тоа да го правам. Не би требало да правам работи кои ќе ме носат во просторот на брзината. Ме сваѓате? Значи, тоа е глобално нешто и сега тоа добива на значење во толкувањето на спортскиот резултат, иако ова е само една секвенца од резултатот. Зашто спортскиот резултат е комбинација од многу фактори кои не може да се стават во една формула. Има обиди да се направи формула на спортски успех. Да кажеме морфологија плюс моторика плюс физиолошки карактеристики плюс генетика плюс нешто еднакво неуспешно толку. Меѓутоа тоа не функционира баш. Има фактори кои влијаат на такво нешто. Така да спортот и спортскиот резултат е комбинација од многу нешта и таму мислам дека е многу важно активноста и да бидат вистинските луѓе покрај тие што се надарени во спортот, а тоа се тренерите. Значи, тренерите имаат информации за ова, не дека е непознаница, меѓутоа шансата да го применат е минимална кај нас. Да, тоа сакав и со доктор Куртович да разговарам за едукацијата на македонските тренери. Колку таа треба да биде на највисоко, на најпрофесионално ниво, за да можат тие да најпрво да видат, да препознаат здраво дете, здрав спортист, кој може да се надпреварува и до која граница можат да го туркаат со спортот, односно со тренингот. Видите, оно што професорот го каже пред малку, ние имаме, кога зборуваме за спортисти, веќе мислиме на некој готов продукт, кој што веќе настапува на големи надпреварувања. Но јас би ја спуштил топката многу пониско. Но колку сакаме да имаме спортисти, ми мораме да се спуштиме долу во базата, тоест да ги селектираме. Точно ова е еден од методите на кој начин можеме да не силуваме спортисти во одредена област и да губиме време. Значи, нели вика, тренирај цврсто, тренирај силно, ќе има резултат, но јас би рекол тренирај паметно, ако сакаш да имаш резултат. А како ќе тренираш паметно е да консултираш литература, да консултираш мозоци кои што се занимаваат со тие работи, да ти кажат дали таму губиш време или одиш како што треба. Сега, постои, па да кажеме, во светот многу голем антагонизам
помеѓу теоретичарите и практичарите. Па едни викаат, па кој теоретичар сега со тие негови тестови и знаење овако произвел некако спортиста, види јас направив шампион ваков или онаков. А од друга страна па каже, па види ги тие, ќе се изразам сега грубо, шутраци, шо прават, го упропостуваат детето, вежбајќи го на погрешен начин. Може би и погрешен спорт. И погрешен спорт, не е селектиран правилно како што треба. И тука е тој јас кој што е инаку створен со години, каде што ми имаме некакво его дека све знаеме, у суштина не. Треба да се спуштиме дека треба да знаеме онолку колку што е полезно да произведеме резултат со тоа знаење, а она што не го знаеме, да не одиме у погрешен правец, да се консултираме или да прашаме, и затоа во клубовите постои нешто што се вика стручен штаб. Значи не постои човек, председател човек, тренер човек, татко, мајка, стрина и тетка, туку едноставно луѓе кои што би се вклучиле во вакво и секој да си обава својата задача, и така ќе имаме успех. И мислам дека тоа е голема фалинка во нашиот спорт, бидејќи у 90% случаи би рекол, освен некои побогати центри тука клубови кои што има такво нешто, другото функционира на еден човек кој што се мачи од обезбедување услови за тренинг, за сала, па до да ги однесе на надпревар некаде или слично. И мислам дека во тој правец сериозно мораме да размислуваме, да ги едуцираме нашите тренери во сите спортови, независно од кој спорт се наоѓаат. Имаме, реков, јако добри услови, имаме веќе знаење каде што се продуцира знаење, универзитет, факултетите што се за спорт, медицинскиот, психологија, не знам, сите гранки кои што се помошни науки во спортот треба да бидат вклучени луѓе кои што се заинтересирани за спорт, кои што самите претходно спортувале, кои што би сакале да бидат учесници во одредени спортови, и да тие бидат дел од нас, и така во секоја од федерациите да се направи некаков таков напор, да она што го имат на лагер како тренери, да тие тренери навистина бидат едуцирани, бидејќи ние им даваме организам кој што е као пластелин. И тој треба навистина да биде оформен соодветно, а не да се експериментира со него, па да, например, сега нема да именувам, али имате у клуб каде што е нормална ситуација да биде скината тетива. Тоа се смета као нормално, ама у принцип тоа значи дека нешто не е работено како што треба, па се случило да има таква повреда или некој у клучен момент да закаже да некој е надпреварување, а уствари секаде претходно правил резултати и слично. Значи тука нешто што се вика наука не е вклучено, туку е одено, како викаме ние народски, на кому иде. Тие што играат џамли, па каде ќе погодам таму, така и овдека. На слепо. Мислам дека таа работа е управо тоа што сакаме да го направиме, што се обидуваме да го иницираме како ситуација, да допре овој глас до секој од тренерите, да он не мора да го знае ова, ама да се запознае и да се отвори за да може да прима. Би се спречиле, верувам, така и доста повреди кај млади спортисти и кај професионалните спортисти, доколку има така образован тренерски кадар во оваа смисла медицинска, генетска, како и да ја наречем. Не само повреди, зашто пак ќе кажем, многу е насилно е ако одите кон некого да го тренирате во нешто за што он нема да ви даде резултати. Ќе дадеме, мора да се работи индивидуално, мора да се види, да се направи како кога одите на лекар и ви каже направи магнетна резонанса, и таму ќе се види, све комплетно ќе се лоцира каде е проблемот, и онда тој се третира. Нема да одиш на слепо, ајде да пипнеме тоа, да види, па додека го најдеме ќе помине многу време. Така и овдека мора индивидуално да се истретира особата која што ја тренираме и да се видат незините лоши страни, да се видат незините добри страни, добрите страни да се поспешат, лошите страни да се подобрат. И во тој правец, ако така го третираме спортистот, ние можеме да имаме постепен развој кон него. А ќе ви дадам пример како, да кажеме, ако имаме еден атлетичар фрлач на кугла, он ќе фрли 15 метра, 15,5 метра, 16, 16,5, уврв глава можеби 17, па ќе се врати 15,5, па 17, и тука му е бетонот. И ние упорно у него ќе улагаме, ќе го носиме, затоа што он у моментот победува на првенство, и он ќе оди на балканско или на европско или било каде ако го праќаме, а имаме друг спортиста кој што ќе фрли 13, па буф одеднашка 19, па пак ќе се врати на 13. Е тоа зашто он фрлил 19 е тоа што го има во себе. После му фали таа техничка страна, му фали
психолошката страна му фали. Сето она што Надградувањето понатака ќе му на надградувањето кое што треба да го откриеме и фактички он е оној во кој што треба да инвестираме, не овој кој што се бетонира на некоја просечна ниво. И тоа се тие детали зашто ќе се надоврзам на професорот по некои трудови што постојат во светот, кажу дека има троцифрен број на фактори кои што влијаат на стварен резултат. Ово е еден од факторите само и он не значи дека ако тука све откриеме дека ние навистина ќе направиме резултат, зашто милион мали има работи кои што мора да не се склопат како коцкички за да ние стварно направиме резултат. Али е битно да знаеме по кои координати да се движиме. Многу полесно ќе одиме натака, нема да губиме време и ќе трошиме многу и помалку пари, помалку време и помалку енергија и така натаму. За момент ќе отидам надвор од темата, би сакал да ве прашам еве како научници во спортот, вашето мислење како Юсеин Болт е најбрзиот човек на светот и никој не може да го победи. Веќе три олимпиади поред. Доаѓаме сега до една црна страна. Дали тоа е генетиката, талентот, работата Значи, или никој не може со сигурност да каже дека Усеин Болт не е талентиран. Значи, он е очигледно талентиран. И талентот за брзина се открива многу рано, некаде до 7-та година. И после таквиот надарен за брзина човек, ако е правилно третиран, има шанса да додаде сила и нешто друго, и он има компјутер кој работи, да кажеме, на 100 гига и може да направи брзина поинаква од другите. Меѓутоа, он е сукобен со противници кои прават се да бидат најбрзи. Под тоа се подразбира и допинг. И сега, за да бидеш равноправен со некој што е допингуван, ти треба да си премногу добар да ги победуваш или да бидеш како нив. И сега овие што се хакери што прават, влегуваат у лабораторијата за допинг, за антидопинг и наоѓаат дека и таму има работи што се интересни. Некого што требало да го дисквалификуваат, него дисквалификувале, подпишал договор и нешто слично. А тоа е во рамките на Меѓународниот олимписки комитет. Усеин Болт дефинитивно е најбрз, тоа е факт. Меѓутоа, он не е исклучок. Се интересно е што во просторов на брзината најбавно напредуваат резултатите. И тоа е најтешкиот материјал за работа. Да направите вие, не да направите, туку да му помогнете на некој да биде врвен спринтер. Ако се вратиме назад, таму негдека пред Втора светска војна, Джеси Оуенс трчал 10 секунди и нешто со шпринтерки со клинци што тежат пола кило на патека што не е тартан. Рачно мерено, ама 12 штуперици работеле. Значи брзина 10 секунди пред 50 години, 9,8 сега. Например, Сергеј Бубка на неговата 15-та година трчал 10,3 на 100 метри. Скок со стап. А почнал да скока со стап на неговата 12-та година. Претходно имал страшна сестрена физичка подготовка. Не се одредил дека ќе биде атлетичар. Вежбал гимнастика едно друго и после само неговиот капацитет си го насочил кон скок со стап. Значи, Усеин Болт е факт дека е најбрз човек на планетава. И дека е надарен, не можем да речем дека не е надарен, дека е најспремен во моментов, најспремен. Си ги победува кога сака, исто како и Симбаева, што земаше злато на секој сантиметар, како Сергеј Бубка, и јас викам секоја чест за таквите луѓе. Спортот е тоа. Зад тоа стои многу. Да се вратиме на проблемчево. Значи, Македонскиот олимписки комитет се обидува да едуцира тренери во различни спортови и ги испраќа на семинари надвор од државата. Во Соединетите американски држави и во Германија. Јас знам барем најмалку 6 тренери кои поминале по 6 или 8 месеци во странство на доедукација или на едукација, например во џудо, во мечување, кревање тегови, во скијање и да не набројувам, нордиско и така натака. Значи, Македонскиот олимписки комитет се обидува преку неговата годишна и повеќе годишна програма, зашто таму се работи секој пат за олимписки циклуси за 4 години, во тој простор да ги однесат луѓето
во местото на знањата кај што се случуваат муабети околу Усеин Болт и неговите подготовки, врвните ни сери и да се дружат актуелно со тоа што се случува там. Значи талент јас признавам, иако некаде дека пишува американците не признаваат талент, него викат до медаља да се стигне, треба да изработите 40.000 тренинзи. И сега, јас еден студент, кошаркар професионален, викам утре да дойдеш да ми напишеш колку тренинзи си направил до сега, а има 22 години. Одвај собравме 5.000. 40.000 тренинзи значи секој ден да тренираш по 3 пати на ден. И дојдовме до повредите. Ако некој е професионалец и игра само фудбал и не работи ништо друго и од тоа заработува, он си ги чува енергетските ресурси и има шанса помалку да се повредува. Меѓутоа, кај нас за да станеш професионалец, мораш да завршиш едно време на училиште, средно, основно, да одиш на јазик, да се дружиш со другите и плюс да тренираш. Значи, ваквиот начин на тренирање, што е полупрофесионален, ги исцрпува капацитетите на секој план на луѓево и е врзано со третата тема од семинарот, каде се зборува за метаболизам и енергетика на физичката активност, грубо кажано. И секој пат ако ние немаме време да се одмориме од вчерашниот напорен ден, тој замор полека се кумулира и тоа придонесува да се јавуваат повреди многу рано. Порано, преден вкрстен лигамент се среќаваше после 18-та година. И кај машки и кај женски. Сега кинат лигаменти на 10 на 12 години. Тоа е поврзано со обтоварувањата што се случуваат за време на вежбовните сеанси и тука би требало тренерите да ги заштитат спортистите, затоа што никој не ги памти повредените спортисти. Тие се заменуваат со други што не се повредени. Јас сум работел долго со спортисти, и со фудбалери, и со скијачи, и со тенисери, и токму ова што го кажувам се случува. Додека е здрав, нема проблем, ама ако се повреди го забораваат за 3 дена затоа што има замена. И тоа е малце нехумана компонента, меѓутоа спортот е спорт. Тренерот е притиснат од управата или од газдата, и он нагоре не може да притиска, туку може само надолу, а под него се спортистите. И тренерот не го викаат за бадила дека е гонич на робови, гонител на робови. Ја не сакам да кажам дека спортистите се робови, ама спортот е нешто што е феномен разгледуван од различни страни. Може ли овие генетски испитувања да утврдат за еден спортист колку ќе биде подложен на повреди во иднина? Бидејќи имаме елитни спортисти и фудбалери кои, например, играат 10 надпревари на највисоко ниво, но потоа паузираат 3 месеци, потосно пак играат, па 6 месеци повторно паузираат. Ова не води кон тоа да тие што силно се занимаваат со генетика се обидуваат да ги лоцираат гените кои што се поврзани со повредувањата, гените што се поврзани со растот, гените што се поврзани со таложењето на масно ткиво, гените што се поврзани и менливи и неменливи, боја на коса, боја на кожа, значи тие не се менуваат, се обидуваат да ги лоцираат кај се наоѓаат. Меѓутоа, интересно е кај тие гените дека ние имаме еден голем дел од тој генетски материјал како капацитет што не е осветлен. Ние користиме многу малку од генетскиот потенцијал. Значи, тој што успева од тие скриените гени што се таму во некоја затворена соба да ги отвори, да ги донесет, ние го викаме талент. Разбирате? За музика и за нешто друго. Види како може и да свири, и да каже, да пее и да пишува на рака. Другиот може да го направи тоа со многу мака и со вежбање. Овој му доаѓа. Песниве како ги пишуваш? Па ми иде само, вика. Значи сакам да кажам дека истражувањата одат најмногу кон тоа дека влијанието на генетскиот материјал што го наследуваме од нашите родители и од родителите на родителите е пакет што ни е тука. Од него што ќе излезе, тоа е проблематично. Меѓутоа се прават истражувања особено на близнаци, па бидејќи они имаат идентична генетска структура меѓусебно, ги следат во ситуација како што се развиваат и наоѓаат дека едниот прави ова и другиот прави тоа. И ако дадат стимули, гледаат колку тоа влијае, па оттаму излегува дека и способностите кај човекот
моторичките способности, значи движечките способности се детерминирани во различна мерка и се оптоварени од генетиката. Па велат дека брзината е условно најтврд материјал, односно дека таа е наследена скоро 90% и ни останува 10% за работа. Затоа светскиот рекорд на 100 метри е подобрен за 70 години 1 секунда. За разлика од тоа просторот на силината, снага, пауер, како сакате кажете, во тој простор вика дека наследноста е отприлика 30%. Ти останува 70% да можеш да работиш на тоа. Па светските рекорди на 1500, на 5000 и на маратон се зголемени во огромни временски дистанци за разлика од спринтот. И тука е играта. Значи сега ова предавањево вика, зошто да губиш ти во време во спринт кога ти си за издржливост? И тоа практиката го покажува. Например, добрите спринтери може да бидат одлични билдери. Па и така се всушност и градени. Видите? Значи, они експонираат и малтретираат капацитет што им е даден. Меѓутоа, маратонец никој пат не може да биде билдер. И тоа се факти што се врзани силно со генетика. Затоа што нас ни е одредено дали ќе работиме во некој енергетски режим подобро. Например, во издржлив режим, тоа ти е споредено со автомобилското гориво на дизел долго да работиш. Или ќе работиш на керозин, како ракета. Усеин Болт. Усеин Болт работи на керозин. Да ја немавме таа спортска медицина и науката во медицината, може светот немаше да го добие ни Лионел Меси, кој знаеме дека на 13 годишна возраст, ако добро се сеќавам, пристигнал во Барселона со генетско пореметување, низок раст и добивал терапии Да, хормонални хормон на раст и добивме најдобар светски фудбалер. Можеби да не беше убава приказна. Да. Тоа го потврдува сето ова што го зборуваме денеска. Би сакал да начнам уште една тема поврзана со медицината и науката во спортот и оној рекреативен спорт кој е се популарен во Македонија. Често младите луѓе одат во теретана, фитнес, разни спортски активности, но медицинскиот преглед и спортскиот преглед ретко кој го обавува, ретко кој прашува доктор дали е способен за тренинг, за кревање тегови, за трчање маратон, или се почесто е популарно трчањето покрај кеј, џогингот, но ретко кој оди на медицински преглед. Колку е тоа лошо за популацијата генерално? Па, убаво кажавте пред малку, одат во фитнес центри, во теретани и слично. Сето тоа е врзано од еден друг мотив, а тоа е да изгледам убаво. Не е да се чувствувам здраво, туку да изгледам убаво. Претпоставам тоа е погрешниот чекор и погрешното Погрешниот чекор. Всушност, зато викаме физичка култура или физичко образование. Значи, треба да се образуваме, да тоа ни даде, да не биде начин на живење. Да ми е физичката култура, физичкото движење кај нас да биде како и нормалното секојдневно движење што го имаме во животот. Врзано за тоа, дали тоа би требало да биде примарната работа или би требало да биде примарната работа да ја развиеме координацијата на децата кои ќе почнат да вежбат, е за мене многу поважно, бидејќи преку тој координативен развој, он се развива во сите сфери после. Дали да ја развиеме неговата психолошка состојба, тоест сите сакаме да сме сигурни во нештото што го правиме. Па управо кога правиш нешто и го правиш добро тоа што го правиш, ти добиваш сигурност и после можеш, и ако си добар спортист во одредена бранша, да бидеш и добар бизнесмен или да бидеш, не знам, добар водител или слично, затоа што тоа е нешто што ти дава квалитет плюс. Тоа се нештото која е општата физичка култура во прашање битни, за да ми од стартот ги насочиме децата не да не бидат прваци на Македонија во тенис или во карате или не знам да играат кошарка, да одма мислиме дека ќе одат во Барселона, туку да ги воспитаме да они ја засакаат физичката култура, да го засакаат, конкретно живееме во Скопје и сите оние што се во другите делови од Македонија имаат некаков рит, некаква планина околу себе, да ја засакаат планината како составен дел од нивно секојдневие, од нивниот викенд. И оттаму, кога ќе почнат да живеат здраво, ќе мислат здраво и не случајно ќе биде во здраво тело, здрав дух. Што се однесува до ова второто, мора да биде, јас
предавав на безбедност и детективи на Универзитетот ФОН. И тоа беше мисловна именка, сега на тој специјално физичко образование, да сега тамо треба да има некој лекарски преглед, ама јас лично инсистирав да го имам тој лекарски преглед од секој студент што ќе биде запишан. Зашто? Не зашто сум себичен и да се заштитам себе си дека он треба да биде 100% здрав за да јас можам да го оптеретувам, туку едноставно сметам дека он тоа треба да го разбере дека е неопходно кој ќе дојде да се бави со физичка активност пред се да знае дали он подготвен да се бави или може нешто да се случи што е скриено, не го знае ни он ниту било кој друг. И тоа треба да биде пракса и затоа во активниот спорт е воведено на секои 6 месеци да има обавезна лекарска контрола и да се добие официјален печат дека си спремен, способен за тренинг и надпревар за да би можел да настапуваш. Но тоа треба да биде и во сите други центри, во науката, за тоа зборевме пред малку, кога се зима индивидуално да се третира еден спортиста, меѓу останатото, он мора да има своје досие. Значи му се отвара личен картон и он се следи. Лонгитудинално, значи он оди од почетокот до крај, сите негови движења тука се запишуваат. Да, дали капацитетот расте или се намалува во поодминати години. Меѓу останатото и здравствената состојба. Зашто она исклучително влијае врз она што сакаме да го така и во овој дел. Значи ние мораме кога имаме некакви луѓе кои што ги третираме во тие теретани или тие фитнес центри или во сали, мораме да имаме нивна состојба да знаеме дали он подлежи на ово или на она и колку јас можам да интервенирам врз него или не. Тоа треба да биде пракса и тоа треба да да биде стандард, не пракса, стандард. Треба да се регулира бидејќи тоа е така оставено. Порано беше оставено да може било кој лекар општа пракса да ви потпише дека ти си спремен и он оди има пријател ќе му удри печат, он е неподготвен, можеби е и болен, ама ќе отиде на некој надпревар. Пример, тоа зборуваме за активен спорт, а камоли за рекреација каде што човек може да му се слоши, може да падне во несвест, не дај Боже може да почине и слично од друга причина, ама ќе му се залепи дека он вежбал и тоа го убил. Зашто? Затоа што не знал во каква состојба се наоѓа. Да, при крај сме на емисијата. Јас многу кратко за ова. Значи, во темата на семинарот има уште 2-3 работи кои што се практични прикази на технолошки изуми кои што е во функција на проценка на спремноста на спортистите. Меѓу другото, таму се зборува за OptoJump. Тоа е еден тест кој се работи на фотокелиска платформа и каде што се изведуваат различни движења, не големи, во движење од метар најмногу или скокање во височина од место и се добиваат параметри кои зборуваат за моментална состојба на мускулно-скелетниот апарат. Например, колкава е одскочната височина, колку време има на контакт стопалото. Ме разбирате, колкава сила се создава и тоа може да биде во функција прво на диагностика, да утврдиме колку јас можам. Второ, ако бидам подвргнат на третман, па од до, па да се направи контрола и да се предвидат, да се направи предикција на перформансите, односно колку тој човек можеби ќе може да напредува. И другиот дел, што ќе го предаваат луѓето што ќе дојдат од Хрватска, е тензиомиографија. Миографија е снимка на биоелектричната активност на мускулите, а тензиометрија е пизоелектрична платформа која може да регистрира притисок и да го прикаже на екран во бројка. Значи, они може да проценат ако вие скокате, колку сила создавате и мускулите колкава струја трошат. Што е интересно и е убаво. Ова не е непозната процедура која се сретнува кај нас. Јас сакам да кажам уште нешто за ова, за фитнесот и за другите работи, бидејќи сум вклучен директно таму. Во Македонија фитнесот е под наводници, како и многу спортски школи, сива економија. Тоа значи што? Во Америка не можете вие да влезете во фитнес клуб ако не донесете потврда дека сте здрави. Првиот разговор се однесува на тоа да ви обезбедат иншуранс, осигурување. Ако се повредите во фитнес клубот, ќе му го затворат клубот на фитнес газдата. Во Македонија никој не го прави тоа, со ретки исклучоци. Значи, тоа е гаранција, како што кажа колегата Назим Куртовиќ, дека гаранцијата дека јас нема да ве повредам и да ви ја влошам состојбата, затоа што во фитнес клубовите доаѓаат луѓе со секаква историја, почнувајќи од ментална па до физичка, со повреди, ампутирци, секако.
И сега тој што работи во фитнес клубот прво треба да биде вешт, умен и да знае да работи со сите тие. А не кој ќе влезат сите еднакво вежбаат и од интернет се симнуваат програмчиња за луѓе што се премногу спремни и тие ги применуваат нив. Пример за тоа е кросфит. Сите работат кросфит, не водејќи сметка дека е високо интензивен тренинг што носи страшни пораки. Можеш да напредуваш, да, ама можеш и да одидеш надолу во провалијата. Така да здравствениот аспект, особено во рекреативно движење, треба да е нагласен и широко да се едуцираат луѓето. Јас замислувам дека е убаво да се направи на кеј кај што луѓето доаѓаат, некоја отворена трибина кај што ќе се разговара за тоа, што ќе биде информативно и бесплатно, што е многу пополезно отколку да имате сал. На крајот на краиштата може само да кажеме дека спортот може да напредува и човековото тело може да напредува само ако е едуциран. Сигурно. Па, во контекст на тоа би кажал дека ако е едуциран, нормално нема да промашува. Ако имаме, како што имаме состојба YouTube тренери, тогаш го имаме тоа што го имаме. Тогаш интернетот стана замена за книгите и претпоставувам дека полесно е да се дојде до информација преку YouTube отколку преку некоја книга да се прочита од 500 страници. Ви благодарам што учествувате Да не во заборавиме да ги студио. поканиме и во оваа прилика. Сите што се во можност да дојдат и се поканети, ќе ни биде чест да се дружиме и да поразговараме за темите кои што се... Да, секако семинарот носи некои нови идеи за спортот во Македонија, кои во Македонија може би се нови во светот, не така се применуваат подолго време. Уште еднаш ви благодарам за учеството, се надевам дека бевме доволно информативни и за јавноста, да знаеме и споменавме и некои рекреативни теми кои може би ги предупредивме гледачите дека треба малку повеќе да обрнат внимание на своето здравје пред да почнат да тренираат и да се занимаваат со спорт. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Учедени гледачи, ние продолжуваме со останатите содржини на телевизија Нова. Ви благодарам на вниманието.